Господине Марец, кажете много работи, но она што и предходно се спомнуваше од страна на мандатарот и од вас, ме интересира како го планирате, како го замислувате прочистувањето, конкретно, за вашиот коалиционен партнер, това е ветинг. Предходно, госпожа Весковска кажа дека Европската унија не поддржува ветинг, таа имаше понатен план, но од нас достоева поведување врски адвокати, така како вие сега ќе го проведете тоа прочистување? Најпрво, во делот на судството секогаш сме зборувале за прочистување. Од ветингот како оној модел кој што е во Албанија се откажавме уште пред 3,5 години кога започна мандатот на претходната влада. Во сегашниот програма на владата се поставени основните постулати поврзани со прочистувањето. Тоа е делот на ДКСК со проверка на потеклото на имот. Тоа е делот на судскиот совет, а верувам и советот на јавни обвинители, кој што се однесува на анализа на застарување на предметите, анализа на таму каде што имало видливи недостатоци во постапката и исто така 5% од случаите анонимна анализа по случаен избор. Тоа се основните постулати. Јас верувам дека во првиот период, во првите 100 дена, ќе успееме и ќе работам на тоа да успееме да го изградиме концептот, да го имаме концептот на прочистувањето детално обработен, во консултација со сите чинители, за да можеме брзо да го спроведеме, навремено ќе информираме и ќе се консултираме секако и се. А зашто никогаш не го спомнувате, например, за мене е ветинг е проверка кој како бил избран, кој како и зошто напредува? Тоа ќе го спроведете, ќе се добие многу појасна слика. Тоа е врзано, прво има законски определени начини како се напредува и како се избираат. Може да се дополни системот со анализа на потенцијални или вистински конфликти на интерес или политички врски и така натаму, меѓутоа затоа велам, затоа треба да чуеме и фелата. Нашата клучна цел и клучната цел на процесот на прочистување е оние суди и обвинители кои што не ја работат професионално и ефикасно својата работа од било која причина, да не бидат веќе дел од судскиот систем. Тие што се професионални и честни и што ги работат своите задачи согласно законот, да бидат задржани и наградени, на крајот на краиштата ќе се отвори така и простор за нови кадри во судството кои што може да донесат нови случаи. Значи, просторно име на тие што слушнавме, видовме како го избират. Јас тоа не го реков. Не, јас тоа не го реков дека на никого било што му е простено и тоа нема да биде така. Кој на кого ќе биде шеф сега? Дали вие на за корупција и човечки ресурси натаму, или тој вас ќе ве прашува? Главен шеф во владата е премиерот. Тоа е така во секоја влада. Се разработува концептот на делување на вице-премиерот за борба против корупција. Тој има повеќе точки. Министерството за правда има јасно дефинирани законски надлежности. Јас планирам да работам во рамките на тие надлежности, а со вице-премиерот Николовски и со вице-премиерот Димитров ќе соработуваме секако за сите прашања поврзани со европските интеграции и со борбата против корупција. Нема многу патување со Николовски во работата, бидејќи целите ви се исти. Реков, имаме јасно дефинирани законски надлежности на Министерството за правда и мислам дека нема да има поклопување доколку работиме тимски, а тоа секако така ќе биде. Само да кажете, што мислите на Европска унија мониторинг на судски предмети? Тоа е можност која што ја има откако беше воведена новата стратегија на Европската унија уште од пред неколку години. По успехот, првичниот успех на извештајот на Прибе кај нас и во делови од други делови во регионот, постои можност, тоа е дел од стратегијата на Европската унија кон државите од Западен Балкан, кандидатки, постои можност државата кандидатка или државата која преговара да побара од Европската унија мониторинг на клучни случаи на висока корупција заради обезбедување на, да речем, објективен поглед од Европската унија како функционираат реформите во правосудството на дело, бидејќи знаеме дека многу важен дел од интеграцијата во ЕУ, во следењето на поглавје 23 е така наречениот трек рекорд, значи имплементацијата на
на оние прашања имплементацијата на правдата на дело. Најдобар начин да се провери имплементацијата на правдата на дело е да се овозможи европски мониторинг на определени случаи на висока корупција. Ние тоа го изразивме како подготвеност и претходно со министерката Десковска, меѓутоа требаше време тоа да се организира. Европската комисија, односно Европската унија, исто така беше во процес на предавање или промена на власти на кадрите таму и верувам дека во овој период ќе успееме тоа да го направиме, затоа што тоа може само да ја зајакне довербата на јавноста дека навистина нема никаква заостанување, ниту пак забрзување непотребно таму каде што има случаи на висока корупција пред суд. Практично, секако, да. Идете, ние порано сме имале мониторинг од страна на ОПСЕ на некои судски процеси, има и се уште, така што тоа нема да биде ништо ново. Елементите кои што верувам дека ќе се следат се оние елементи кои што се поврзани со квалитетот на правдата, фер постапка. Не верувам дека ќе се вмешуваат во суштината во меритумот на пресудите, бидејќи тоа и не е работа на мониторингот. Мислам дека и тоа е воедно и најголем проблем на овие држави од нашиот регион, обезбедување на брза, ефикасна и фер постапка, и мислам дека во тој дел ќе се следат случаите. Целта на тоа би било да се осигураме дека навистина во дело функционира правдата неселективно, за да имаме доверба и Европската унија и граѓаните тука кај нас дека е остварлива правдата. Во таа борба да ја кажем редовно, специјално, па пак редовно обвинителство, пари вамо не, вие сте семејството имате обвинител, татко, и знаете дека на Европското на победилишто на неголема работа, обвинители се тепат за едната килографка. Стручни немаат. Тоа дава една слика дека ние баш и не сакаме, а таму почнува за да се дојде прогонот на неправдата, на криминалот, за да се дојде до ова што збориме судски постапки. Што планирате со обвинителството? Мислам дека во Законот за јавно обвинителство детално опишавме што се планира со обвинителството. Таму се овозможува и зголемување на буџетот и верувам дека, како што и спомна во излагањето, верувам дека ќе можеме да обезбедиме и повеќе кадар, повеќе стручни соработници. Има дел од обвинителите кои што работеа претходно во СДО, сега се интегрирани во системот. Имаме одделение, односно обвинителство за висока корупција и организиран криминал. Сето не можеме да имаме правда без ефикасно и добро опремено обвинителство и верувам дека тоа ќе биде така. Инаку, го спомнавте татко ми побара пензија неодамна, така што нема веќе да работи активно на ниту еден случај. Познати ми се состојбите, секако верувам дека заедно партнерски со обвинителите ќе најдеме решение за подобрување на нивниот перформанс, затоа што знаеме колку значеше и кога се отвара истрагите од СЈО, но и потоа од обвинителството како што го предводи обвинителката Русковска, колку значи да имате ресурси за да можете да ефикасно да работите на борба против корупцијата. Тоа 2021. Секако да. Да вас да прашам што она што не успеавте да го направите во вашиот мандат, а сметате дека вашиот наследник треба да го направи за барем меѓу првите приоритети? Она што беше зацртано да биде завршено во мојот мандат го завршивме, заради тоа што во работата се водев од стратегијата за реформи во правосудството, но секако и од други работи кои што беа планирани и кои што произлегува од секојдневната работа. Ние во собрание пуштивме неколку законски текстови кои што за жал собранието не стаса да ги донесе. Јас очекувам дека со конституирањето сега веќе и изборот на новата влада, тој процес ќе се забрза и тие процеси и тие закони ќе бидат донесени. И секако мислам дека една од приоритетите која што треба да биде во ова министерство ќе биде носење на целосно нов изборен законник, заради тоа што таа материја веќе очигледно по сите препораки кои што ги добиваме од ОПСЕ, од ИХР, наблюдувачките мисии, ќе треба да значи целосно редефинирање на системот и прочистување на одредбите кои што постојат. Понатаму
почнавме процес на изработка на нов кривичен законник. Очекувам дека тој во скоро време ќе заврши, заради тоа што работната група е во напредна фаза, така што тоа останува обврска преку јавни дебати да заврши. Изготвен е и нов закон за кривична постапка, кој што секако ќе треба двотретинско мнозинство, тоа ќе биде еден жежок костен кој што ќе остане. Формирана е работна група која што е исто така во напредна фаза со законот за парнична постапка и тоа е закон кој што бара двотретинско мнозинство, значи тука ќе треба да се покаже умешноста на новиот министер во преговарањето за обезбедување двотретинско мнозинство. Така што законодавната агенда, мислам дека оставаме еден добар дел на почнати законски измени кои што ќе може брзо да бидат пуштени во собраниска процедура. Благодарам.